Длабоко во 21. век, илјадници македонски студенти се уште живеат во услови кои може да се опишат како хорор филм. Во скопските домови, кои се изградени уште пред 30 или 40 години, дотраени и неодржувани, живеат идните академски граѓани, надежта на оваа земја. Еден од овие студенти е и Александар. Тоа не е неговото вистинско име, загрижен за последиците кои може да ги трпи тој или неговото семејство доколку јавно зборува за нечовечките услови во кои е принуден да живее. Се согласи да се појави пред нашата камера, но без да го откриеме неговиот идентитет. Условите се на едно незавидно ниво. Еве чист пример, денес немаше топла вода, се бањав со хладна вода. Храната е исто под стандардот, доста лоша е и од аспект на хигиена можам да се пожалам исто така дека условите се очајни. Соочени со сиромаштијата и високите трошоци на животот во Скопје, за многу студенти единствена достапна опција е да живеат во студентски дом, каде се плаќа околу 50 евра месечно. Состојбата е ужасна, значи студентите живеат во нехумани услови, на вистина нехумани услови и недостоинствени, што е поважно. Можам да кажам дека моја обсервација дека тоа е една символична порака од владата кон студентите, еве ние колку се грижиме за вас, еве ние што мислиме за вас и каде ви е на вас местото. Условите за живот, барем според мене, се минимални, односно го има само она што е неопходно, а нема ништо повеќе, дури и тоа некогаш е ограничено. Студените соби во зимските месеци, недостигот од топла вода, нехигиената, поплавените ходници и соби кога врне, слабата и тешко достапна храна во мензите се само дел од секојдневието на станарите на студентските домови. Имаме душек и покрив над главата, кров, но еве пример за ручек, за јадење. Во тие работи сме доста скратени, значи во мензите има многу малку храна, нема за сите студенти. Например, стекови има 100, а овде има 1200 ученици. Лани имав искуство во зимата, во која цел месец немаше топла вода во декември. Ние бевме приморани да топлиме шишиња, значи шишиња со вода да топлиме на радиатори за да се избањаме. Не само Александар, туку и многумина негови колеги се чувствуваат изиграни од политичарите. Само во последните 5 години, премиерот Никола Груевски и неговите министри за образование повеќе пати ветуваа изградба на целосно нови студентски домови. Тука планираме да градиме 2 нови студентски домови. Секако дека едниот ќе биде во некој од постарите студентски домови, а за вториот се како дека ќе се бара нова локација. Не веруваме на ветувањата веќе заради тоа што во 2002 е првпат најавена изградба на нов студентски дом. Очигледно е дека ветувањата за изградба на вакви студентски домови претпоставувам се само една мамка за студентите, најчесто во предизборен период. Студентските домови се само показател за нивото на студентскиот стандард кој наместо да се подобрува, постојано се влошува. Истражувањето на Центарот за истражувачко новинарство СКУП Македонија покажува дека македонските студенти живеат најлошо во споредба со нивните колеги од земјите во регионот. Износот на студентската стипендија е само 14% од просечната македонска плата, а трошоците за исхрана и транспорт се многу повисоки отколку во Србија и во Бугарија, например. Студентите велат дека привилегиите и попустите кои ги добиваат, како бесплатниот градски превоз, само во еден ден од неделата едноставно се премалку. Таа картичка чини 200 денари и плюс треба да се плати такса од 135 денари за да се добие. Така што за 4 дена бесплатно возење, условно кажано, во текот на месецот, студентот треба да плати 335 денари. Учебната 2008-2009 стипендиите се покачија за 10% и од тогаш, иако животните трошоци се покачени за 25% до ден денес, ние воопшто немаме покачување на износот на стипендиите. Треба да му се даде еден статус на студентот кој го има во сите западни земји, ако каде што е попривилегиран, каде што треба да има некакви олеснувања од аспект на јавен превоз, поевтин пристап до останатите културни објекти во градот.
Во атмосфера на страф и политички притисоци на студентите повеќе од кога и да е досега, им е потребно организирање и борба за подобрување на условите во кои живеат. Студентскиот парламент, чие раководство се бира на избори токму за да се бори за интересите на студентите, не ја извршува својата функција. Организациите кои треба нам да не штитат и да ни дадат поддршка овде за сите студенти да се борат, тие го прават токму спротивното, ги нема нигде, нема на кого да се пожалиме. Она што сега се случува, значи СПУКМ е премногу сервилна према надлежните институции и во последниве неколку години е претворена во крпак со кој што се го бришат подоците. Апсолутно би рекла дека во ниту еден мандат на досегашните претседатели на студентскиот парламент на УКИМ не се видени никакви значителни промени во високото образование. Верувам дека има некои многу мали и тривијални заложби на овие тела, меѓутоа никаква голема промена, никаква вистинска помош на поголемиот број на студенти. СПУКМ до сега не е увидено дека дал. Овој недостиг од достојно представување на студентите наспроти властите се обидува да го пополни студентскиот пленум, иницијатива која од лани мобилизира илјадници студенти во борба против, како што велат, лошите образовни реформи. Нивните активности сега се свртуваат во борба за подобар живот на студентите. Потребно е да се вложи време, енергија и студентите да сватат дека можат да променат нешто и дека имаат силата за да го направат тоа, само треба да станат и да го изразат тоа. Всушност, ако се погледне наназад низ годините и децениите, се гледа дека политичарите и официјалните студентски представници никогаш не се грижеле доволно за студентскиот стандард. Кога се во прашање властите, овој потценувачки однос е најмногу видлив во последните години, во кои власта трошеше огромни суми државни пари на изградба на споменици, украсни мостови, барокни фасади и нови згради за администрацијата. Државата годишно издвојува по околу 10 милиони евра за студентскиот стандард, сума која е далеко од доволна за да се променат состојбите, а нејзиниот износ во државниот буџет се намалува, наместо да се зголемува. За споредба, од 2010 година наваму, за спомениците и градбите од проектот Скопје 2014 се потрошени над 600 милиони евра, 10 пати повеќе отколку за студентскиот стандард. Многу е символично тоа што панорамското тркало кое што сега треба да се гради, чини 11 пати повеќе од реновирањето на новиот блок кој што би требало да се отвори на 17 ноември и од кој што се прави фама. Во споредба еве со времето пред 15 години, кога од државниот буџет биле доделувани за студентски стандард 375 милиони, сега од државниот буџет се доделуваат 423 милиони. Сметајќи со инфлацијата, што е веќе некаде 100% од тогаш до сега, тоа значи дека средствата се намалени во реален износ, дури намалени на можеби за 1/3 од тогашниот. Неодамна беше реновиран еден блок од студентскиот дом Гоце Делчев. Владата ова го представи како голем чекор за подобрување на студентскиот стандард. Јас бидела до таму да кажам дека тоа е еден популистички чин за да се добие внимание, да се добијат гласачи затоа што избори се ближат. Официјалната изјава е дека студентите од блокот А ќе бидат преместени од блокот Б за да се отпочне реновирањето на блокот А. Тоа е официјалната изјава. Сега постојат сомнежи дека може би да преместувањето да се одвива и по други канали. За помалку од 6 месеци во Македонија повторно ќе се одржат избори. Дури утре да се променат политичката волја и владата да почне вистински да се грижи за студентите, на Александар му е јасно дека тој ќе замине од домот додека да стигнат почовечките услови за живот во него. Затоа му останува само надежда дека барем следните генерации студенти ќе живеат подобро.